Воведување на нови програми за предучилишно образование, едносменска настава, нов модел на државна матура, нови формули за финансирање на основните и средните училишта, како и развој на кадровски капацитети на Министерството за образование. Едукацијата и иднината на младите во државава останува во фокусот на владините политики. Ова е дел и од новата 6-годишна стратегија за унапредување на образовниот систем. Оваа стратегија не насочува кон целосност противна страна. Не е нешто сосема ново, напротив, таа е дополнување на досегашната, но ги адресира предизвиците кои досега постоеја и се осврнува на новите глобални образовни трендови. Во првите 2 години стратегијата ќе биде насочена кон целите кои Македонија треба да ги исполни согласно планот за раст на Западен Балкан, усвоен од Европската Унија. Стратегијата е изработена со поддршка од Европската Унија, УНИЦЕФ, Светската банка, UNDP, Бирото за развој на образованието, Центарот за развој на стручното образование, како и Државниот испитен центар. За европските партнери, ваквиот ангажман е клучен за една земја да биде богата и да се движи кон патеката на растот. Германија со гордост придонесува кон напредувањето на образованието во Северна Македонија преку неколку клучни иницијативи со примерен фокус на демократско инклузивно образование, како и развој на стручно и на модели на двојно и стручно образование заедно со Министерството за образование и наука. На локално ниво ги зајакнува капацитетите на регионалните центри за средно и стручно образование. Нашата споделена цел е да помогнеме да се обликува образовен систем во Северна Македонија кој е инклузивен, ориентиран кон иднината и усогласен со националните развојни приоритети, и учениците од сите возрасти морат да бидат опремени со вештините кои се потребни за климатска отпорност, зелена транзиција и учество во современиот пазар на трудот. Стратегијата утре ќе биде објавена на ЕНР системот и достапна за коментари, сугестии и забелешки пред конечно усвојување од владата. Во изминатиот период беа реализирани голем број на проекти кои најголеми бенефити имаа младите, како бесплатни воучери за електронски уред, бесплатен пристап до базата Web of Science, како и нови учебници по сите предмети за секој ученик.